Продолжуваме на тема здравство, разговараме за неколку актуелни теми во продолжение. За прв пат во студиото, откако е на функцијата, ќе поздравам и навистина ни е мило што ќе разговараме со председателката на ХЕРА, Румена Гердовска-Којчевски и социјален работник во инфективна клиника Скопје. Румена, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Благодарам на поканата. Ќе опфатиме две теми кои што верувам дека ќе бидат од особено внимание и интерес кај гледачите. Неодамна се вративте од патување во Куба, колку што успеав да видам како делегација од кај нас бевте тројца представници, така. Ако не ќе ме поправиш. Во Колумбија. Во Колумбија, да, се извинувам. Така е, бевме во Богота, во главниот град на Колумбија. Представници од ХЕРА кои што со физичко присуство присуствувавме на Генералното собрание на Меѓународната федерација за семејно планирање. Бевме јас и младинскиот представник Катерина Иванова, а нашиот извршен директор го следеше настанот онлайн. Меѓутоа, навистина едно доживување, едно искуство кое што е за паметење за цел живот. Покрај делот на активности и оние обврски што ги имавме со Генералното собрание, имавме можност да ја видиме Колумбија од едно друго светло, не само онлайн како што знаеме да го видиме во филмовите, да ја доживееме страста на колумбиците, нивниот жар, нивната љубезност, нивната топлина, да ја видиме Богота од една перспектива која што навистина е зачудувачки. Мислите дека се наоѓа таму некаде во Јужна Америка и нема нешто посебно развиена и култура и цивилизација, меѓутоа зеленилото, нивниот однос кон природата е навистина импресивен. Јас бев исто така возбудена од тоа како секоја една чистинка, секоја една површина тие успеале да ја озеленат, како тој цел зелен сетинка му дава на градот еден посебен шмек. Исто така, уште кога ќе стигнеме на аеродром, не пречекува пораката дека кафето, кое што е нивен заштитен знак, не е само топла напивка за нив, туку и начин на живење. Импресиите од Колумбија се навистина уште топли и јас можам да раскажувам до утре за тоа како земјата ми остави свој впечаток. Она што беше пак така стручен и делот на професионалниот ангажман за кој што бевме таму, беше делот во кој што ние како полноправна членка на таа меѓународна федерација, како ХЕРА, учествувавме во гласањето на новата стратегија за следните 5 години на федерацијата, во присуство уште на преку 350 други земји од цел светот, почнувајќи од Австралија, Нов Зеланд, Канада, Јапонија, европските земји, голем дел на африканските земји, и секој со своји интереси, со своји проблеми, предизвици со кои што се соочуваат, го адресираше полето на делување, така што имавме можност да размениме искуства, ние да дадеме свој видување како ние гледаме како ХЕРА на стратегијата и како меѓународната федерација може нас да ни помогне за да ја оствариме нашата цел овде. Предпоставам дека на ова само Генерално собрание, освен усвоената стратегија, беа извлечени неколку главни заклучоци со кои здравствени предизвици се соочува светското население. Некако по пандемијата со COVID-19, еден дел од светот го зафати енергетска криза, воена криза и така натаму, а сето тоа дефинитивно влија и врз здравствените права на дел од луѓето во светот. Вели еден од заклучоците на ова собрание, подкопани се здравствените права на милиарди луѓе ширум светот. Ова можеби и вака презентирано навистина звучи застрашувачки, но имајќи ги предвид овие генерални собранија и работата која што вие како ХЕРА и другите организации вршите, некако се добива впечаток дека луѓето може да бидат спокојни во време на вакви кризи, бидејќи организациите токму и тоа е нивната задача да се борат за нивните права. Баш така, значи еден од заклучуците кој што
произлезе дека треба да се обрне многу повеќе време и внимание на одредени хуманитарни кризи кои што се случуваат во светот, во различни земји од различна природа. Ние сме сведоци на случувањата сега во Украина, претходно цел свет ја зафати корона кризата, каде што здравствените и сексуални права беа малце запоставени, односно ставени во втор ред, наспроти основните екзистенцијални права. Меѓутоа, за многу луѓе тоа е исто така многу значајно. Се случува навистина страшни несреќи по животите на луѓето, затоа што не можеа да дојдат до пристап до здравство и остварување на своите здравствени права. Така што високо на агендата и кај нас е поставувањето на одредени цели за да се снаоѓаме што пофлексибилно во такви здравствени кризи и да одговориме на потребите на најранливите во тие моменти. Повторно да не се повторувам, ковидот ни го потенцираше тоа дека ние како организација, како Хера требаше во тие моменти, иако исплашени како и целиот свет дека нели треба да се затвори организацијата, да се внимава првично на нас вработените, на сите кои што даваат услуги. Меѓутоа многу брзо свативме дека луѓето сме им најпотребни и дека ние сме тие кои што најпрво треба да ја отворат вратата и да пружат рака, и многу брзо се преорганизиравме да почнеме да нудиме онлайн, телефонски услуги, меѓутоа и на лице место во руралните средини, со нашите мобилни комбиња одевме, пушевме услуги во тешко достапните средини каде што луѓето немаа можност да патуваат во големите градови. И да го закружиме овој прв дел од разговорот и оваа тема, чисто сакам да пренесеме за значењето од учеството на Хера Македонија, на вакво едно собрание, на вакви конференции кои што се одржуваат широм земјите низ светот, што од аспект на македонско здравство има значење едно вакво пренесување на искуство што вие како дел од Хера го собирате, се разбира, од вакви собрания и го пренесувате дома. Така, значи, ние како, да речам, мала земја, ги слушаме искуствата на другите земји и ги слушаме нивните, како да кажам, инструкции за тоа како може би на полесен начин се справуваат со одредени предизвици со кои што ние би се соочиле може би во иднина. Така што одредени земји се борат за одредени права кои што се дали правото на абортус или на воведување на образование, сеопфатно сексуално образование, кое што за нас во Македонија се уште буди одреден, да речеме, негативен интерес кај луѓето, а всушност тоа не би требало да биде така, затоа што тоа го учи самата единка на еден интегритет на личноста, како да се справува со предизвиците кои што ги носи пубертетскиот период и веќе следниот период на зрелост за справување во партнерски релации. Тоа е во еден контекст извадено, нели, дека се работи само за сексуалност, меѓутоа тоа апсолутно не е така. И така да споделувањето на тие искуства од другите поразвиени земји, како тие направиле чекор напред за да ги доближат овие образовни процеси и здравствени, на крај краишта, нели, политики до обичниот граѓанин, нас ни дава право да бидеме и малце посигурни во нашите чекори и да знаеме, нели, со правилен пристап како да работиме. Така. Сега да го отворам и вториот дел од темата. Освен како председателка на Хера, ве представив и како социјален работник, кој што е вработен во инфективната клиника во Скопје и работи со лицата кои што живеат со ХИВ во советувалиштето кое што се наоѓа на инфективната клиника, па затоа би сакал малку да помоветиме на оваа тема, со оглед на тоа дека вчера светот го одбележа 1 декември, денот за борба против ХИВ-СИДА. Имаше една иницијатива вчера, ја прочитав, од група на млади луѓе до СЗО да се промени името на ХИВ, зашто психолошки делува лошо кај луѓето, посебно кај тие пациенти. Сакам малку, бидејќи долги години работите и со оваа тема, да го искористам вашето гостување да помоветиме околу и предизвиците со кои што се соочуваат луѓето, со кои што живеат со ХИВ во Македонија. Еден податок вели дека околу 35% од луѓето со ХИВ во земјава не се свесни дека се ХИВ позитивни. А една од мисиите и на вас како социјален работник и на инфективната клиника, на Хера, на сите организации е баш да се олесни пристапот до тестирање, за да
нели работиме на намалување на овие проценти, бидејќи тоа е добробит на сите. Така е. Така е. Јас ќе го линкувам моето гостување овде со тоа што ќе кажам дека HERA е една од првите организации кои што во 2000 година на почетокот уште на минатиот век почна да работи на полето на ХИВ и почна да донесува една нова приказна во однос на третманот на ХИВ инфекцијата во Македонија. Со самото тоа што HERA ја направи огромната мрежа на советувалишта за тестирање во Македонија и пристапот со мобилно комбе на лице место до вулнерабилните групи, кои што се од посебен интерес, ние почнавме навремено да ги диагностицираме лицата кои што живеат со ХИВ како луѓе кои што можат да имаат долг и квалитетен живот само ако навремено биде откриена инфекцијата. Така во денешно време со ХИВ се живее многу долго, многу квалитетно, само доколку навремено се направи ХИВ тестот и навремено се почне со антиретровирусната терапија. Таа антиретровирусна терапија е достапна и бесплатна во Македонија, се подига од инфективна клиника, од клиниката за инфективни болести тука во Скопје и овозможува да луѓето имаат сосема квалитетен живот со тоа што вирусниот товар, односно самото количество на вирус во крвта стане недетектибилно. Многубројни истражувања од медицината потврдија дека тоа недетектибилно ниво значи непреносливо ниво и го трга практично товарот на стигмата од самите лица кои што живеат со ХИВ, дека тие го пренесуваат вирусот на други луѓе. Не, всушност, јас многу често знам да кажам дека баш луѓето кои што живеат со ХИВ се тие кои што се непреносливи носители на вирусот и ние повеќе треба да бидеме, ајде да речеме, условно исплашени од партнери на кои што не им го знаеме ХИВ статусот, такви кои што никогаш не направиле ХИВ тест, а можеби нели вирусниот товар им е во многу големо количество во крвта, наспроти лицата кои што живеат со ХИВ, кои што се ставени на терапија, нивниот вирус е непренослив и дури да имаат незаштитени сексуални односи, тие не можат да го пренесат вирусот на други. Тоа за нивните интимни партнерски релации значи многу, меѓутоа значи многу и за самите здравствени работници кои што работат со лицата кои што живеат со ХИВ, затоа што доколку настане некаква повреда при работа, некоја несакана грешка во текот на процесот на пружање на некаква интервенција, дали во хируршка сала или при стоматолошки интервенции, небитно, значи тој вирус не може да му наштети ниту на здравствениот работник, односно нема да се пренесе ХИВ вирусот на тој здравствен работник. Тоа е едно, како да кажам, револуционерно откритие од поново време, 2016, првите студии го потврдија тоа. Ние веќе во Македонија имаме 7 бебиња родени од ХИВ позитивни родители. Тоа значи дека 5 позитивни мајки родија ХИВ негативни дечиња и 2 позитивни татковци кои што имаа негативни партнерки, исто така се родители на ХИВ негативни деца, што значи дека повторно и во пракса ни се потврдува она девиза дека недетектибилното е непреносливо. Ова е пример и ова е приказна дека ХИВ може да добие секој, ХИВ статус има секој, меѓутоа некој си го знае, некој не си го знае. Би сакал малку да помоветеме и околу последни бројки, нели вчера околу 1 декември се објавија статистики покрај тоа што годинава беа за жал скратени голем број од средствата на голем број на организации кои што работат пред се со програми за превенција и тестирање. Сепак успеавте некако овие 12 месеци, овие 2 години, ето од како почна за жал кратењето на средствата, сепак вирусот да се задржи под контрола во земјава, барем таков е првичниот впечаток. Вчера следев изјавата на директорката, господјата Милена Стевановиќ, директорката на инфективна клиника, која што нели се занимава со оваа проблематика и кажа дека се уште можеме да бидеме меѓу успешните примери околу ширењето на вирусот како земја, успешен пример во регионот.
Така да верувам дека успеевте тоа добро да го изменаџирате како средства, но да апелираме да не се продолжи со кратење на Така е, да, ние ефектите од кратењето можеби и не можеме да ги забележиме веднаш. Тоа можеби веќе следната година или таа после неа ќе видиме како ќе се пријавуваат нови случаи, затоа што ако на почетокот спомнав дека навременото ХИВ тестирање значи дека човек ќе остане во една добра здравствена кондиција, оние луѓе кои што можат да дојдат до навремено ХИВ тестирање, не сакаат да се појават во здравствените институции, можат да го направат тестот доброволно, доверливо и бесплатно, анонимно во невладините организации. Доколку тој тест не се направи на таков начин, тестот ќе го направи здравствена институција во случајов инфективна клиника кај нас, меѓутоа тоа ќе биде многу доцна кога веќе ќе се развијат симптоми на болест и дека тогаш веќе ќе биде и последиците од самата инфекција ќе земаат свој данок, меѓутоа и можеби за одредени луѓе и веќе доцна, за да нема да можеме да направиме многу за да го спасиме човечкиот живот. Токму затоа тестирањето е клучот. Тестирањето помеѓу невладиниот сектор е она што до сега ја правеше Македонија една успешна приказна и не само оној систем на тестирање кој што нели го имавме, туку многу од невладините организации, вклучувајќи и ХЕРА, работат на едукација на тие особено ранливи групи кои што во светски рамки можеби имаат различна динамика на застапеност на ХИВ во тие популации. Дали се тоа зависниците од дрога на територија на Русија или во некој од тие земји или пак во другите земји каде што имаме доминантен начин на пренос помеѓу сексуалните работници. Ние во Македонија тој начин на пренос се уште не е застапен, благодарение повторно ќе речам на невладините организации кои што работат на терен, прво ги едуцираат луѓето да се заштитат, да користат мерки на превенција, дали користење на кондом или други мерки на превенција и особено едукацијата и нудењето на кондоми помеѓу тие ранливи групи. Уште еден момент кој што сакав да го доловам, не знам дали имаме доволно време, во однос на тестирањето е што ХЕРА ланската година ја почна, меѓутоа оваа година ја потенцираше важноста и можноста за само тестирање на ХИВ. Значи ова е уште една нова можност, ако ковид ни беше една споредба со вирусиве, ПСР тестовите за ковид се правеа во одредени институции, после почнаа да се нудат во аптеки орални стикови за само тестирање. За прв пат ХЕРА оваа година го нуди и само тестирањето на ХИВ во домашни услови, луѓе кои што сметаат дека биле во некаков ризик и сакаат да го направат ХИВ тестот, има сосема јасни инструкции како тоа да го направат дома и што да направат доколку тестот излезе позитивен. Благодарам за интервјуто, можеби малку ве задржав и повеќе од предвиденото, меѓутоа сакав да го искористам вашето присуство тука ете да ја отвориме и ова втора тема, посебно околу 1 декември, кога повеќе се зборува околу зголемувањето на свеста пред се и од значењето на за тестирање и навремено откривање на ХИВ статусот и да резимираме за крај, колку побрзо се открие ХИВ позитивниот статус, толку подобро. Така е. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Верувам ќе имаме уште можности да разговараме на актуелни теми кои што ХЕРА како организација ги работи за добробит на заедницата. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.